Денеска, според нашата програма, ги посетуваме Сопот, Марина и Глишиш, заедно со службите оперативни од општината и со јавното предпријатие Комуналец. Гледаме она што е според нашата програма до каде е стигнато, што е сработено и нормално да видиме други работи кои се јавуваат потреби на местното население во тековното влијание во секојдневниот живот. Значи во делот на Сопот имаме предвидено пополчување на тротоари и улица која што е завршна фаза, ќе завршиме и вака како што видовме малку имаат интервенции во делот на уличното осветлување, во делот на парковото осветлување за игралишта и во делот на хигиената која што знаете, уминатото дека имаше многу поројни дождови кои што треба атмосферските води да се решат. Тоа е за Сопот, за Марина. Исто сакам за Сопот да спомнам дека сега проектираме проект за нов пат и ќе го аплицираме до ИПАР 2 фондовите, кој што мислам дека ќе биде одобрен од Сопот до Рибарци. Тоа е 5 километра пат кој што треба да го одобриме и да го направиме за наредната година, кој што многу ќе му олесни и функционирањето и работењето во Сопот, поготово земјоделска дел за комуникација. Во делот на Марина има асфалтирање на една улица, пополучување на втора улица и пренамена од новото училиште во детска градинка. Фаза која што ја работиме, тоа ќе биде еден благодет и за Марина и за Сопот, кај што ќе може дечиња да си ги носат тука во градинка, да не бидат до Кавадац да патуваат секојдневно во два правци. Исто така за Глишич имаме предвидена атмосферска канализациона мрежа и во делот на тековното одржавање. Нормално тука сакам да го спомнам и колекторот, кој што претходно беше голем проблем и се уште е делумен проблем. Сега колекторот го имаме изградено до после Глишич, негде пред Марина, а со наредниот буџет кој што го имаме сега предвидено за септември ќе го изградиме до после Марина. Со градењето на колекторот до после Марина правиме физибилити студија која што треба да ја завршиме и да направиме прочитителна станица измеѓу Марина и Сопот, така да тоа ќе биде трајно решен проблем. Она негодување кој што го има тука овие жители од целокупното население, мислам дека трајно ќе го решиме.